Добро дојдовте во уште едно издание на Бизнис Муабети и овој пат ќе имаме интересна приказна, имаме двајца гости овде во нашето студио. Наши гости и селениците Митре и Софи Кутановски. Можем да кажем слободно, бизнисмени беа дел од Македонија 2025. Препознатливи најмногу по фондацијата Близнаков, која што доделува стипендии за студенти, $2500 годишно. Меѓутоа имаат исто така интересна бизнис приказна за тоа како се запознаваат, како започнува бизнисот, еве особено на Митре Кутановски, како оди во Америка на свој 12 години со семејството, како почнува да дели весници и така натаму и така натаму. Но предходно, пред да отвориме нивната приказна, почитувани, сакам да ве поздравам одовде од студиото. Забележувате, сме во малку повеќе покомотен амбиент, благодарност до Форманова, тие се нашите спонзори, тие се оние кои што го обликува ова студио да изгледа онака како што треба да изгледа и исто така се разбира да биде комотно, да биде интересно и гледливо за вас, нормално да биде убаво, да биде квалитетно, тоа е она што го има Форманова. Јас сум Мишко Јонов, гледате Бизнис Муабети на Фактор МК. Почнуваме со разговорот со господин Митри и господја Софи Кутановски. Наши селеници, успешни селеници, вие иако американка, сепак потеклото е охридско, вашето струшко. Да. Радожно, добро дојдовте во Бизнис Муабети, ве начекавме во Скопје заради Македонија 2025, но често доаѓате во Македонија. Да почнеме прво со дамата. Јас мислам. Како сте? Добри, фала. Често доаѓате во Македонија? Па да, секоја година сме тука, да. Радожда или? Па радожда, имавме долги години, имавме стан во Охрид, па баравме да направиме куќа, па најдовме место во Радожда, кај што е роден Митре, и се таму сме 17 години во Радожда. Охрид или Струга? Во сега сме во Радожда. Не, Охрид или Струга, кој е пувao? Охрид. Само на Охрид. Господин Кутановски, Радожда, така? Па Радожда, таму су роден, Да. таму су прадетен. Да. Вие сте секој лето практично во Радожда, ве знаат и Стружени, ве знаат генерално и во Македонија, кога ќе дојдат и така видат на Митре куќе овде. Да. Аме не знае луѓето, не само со Македонија 2025, ја имам бизнис за транспорт, носиме роба од Македонија и на тој начин ја помагаме Македонија, па од низ цела Македонија и Албанија и Србија, секаде. И луѓето ме знаат, да. И помагам на хуманитарен начин на сите школи и во селото, што може. Да, и во Струга и активни сте и со фондацијата, односно со стипендиите, меѓутоа ќе зборуваме и за бизнисот и за се понатаму. Важи. Господи Софи, вашата приказна ми е прилично интересна, затоа што е поврзана со вашите корени на некој начин. Оттаму и фондацијата Близнаков, меѓутоа вашата баба, вашиот дедо, кој живеел во Грција, па како одат во Америка? Вие сте родени во Америка, во Индијана, така? Да, родена во Индијана. Па, татко ми беше од Егејска Македонија, тие со, знаеш, кога беа бегалци, тие од моите баба и дедо, тие веќе избегаа во Унгарија, татко ми се најде со сестра му во Солун, ги има грците однесено. А тој имаше тетка во Америка, овој дедо там, ние се го викаме, Атанас Близнаков. Тие тетка му баба там, ние си викавме дедо там и баба там. Ама Атанас и Славка Близнакови, тие беа веќе во Америка долги години, немаат деца и го призедоа татко ми како нивни син. И го донесоа во Америка. Па ние така со они ми раставме како тие да ни се баба и дедо, другата баба и дедо што ми беа вистински од татко ми, се преселија седне во Скопје, тие останаа овде со другите деца и тие помало ги познававме, ама овие веќе живеевме со ними. Имате нешто во Грција денес? Па татко ми има некој браќади што остана, ама не, блиската фамилија му е овде во Скопје. И сега, како бе оделе во тоа време во Америка? Со бродови или?
Па да, со Да. бродови. Татко ми кога дојде беше 20 и неколку дена на брод. Дедо ми веќе, не знам, беше 1915-16 година, тие може сигурно и поќе дена беа на брод, ама да, бродски. Веројатно ви раскажували самите тие, што е она што ги натерало да избегат, да отидат во Америка? Која година е тоа? Па 15-16 година. 1915-16. Да, Како размислувале, зашто отишле во Америка? Ами јас сум сигурен дека и како и сега денеска што одат луѓето во Америка, одат за некој подобар живот, знаеш, во тие години се одеше на печалба, ама ето, овие се решија дека не бе баш на печалба да се вратат, ама да останат во Америка. И сега, господин Митре, вие на 12 години одите. Да. Со ваши 12 години одите во Америка, така? Да, 1967 година, мај 18, го памтат тој ден. Ние ќе правиме се како... Колку? 58 години утре, да. Татко ми замина за Америка 66 година. Тој имаше сестра таму, уште е жива сестра ми, татко ми е жив. Татко ми е 97 годишен. Браво. Да. Во Америка живее? Во Америка до мене живее, да, и мајка ми 94 годишна. А добар е вака, витернес, да? Супер, има мозок од 25 годишен. Браво. Од Титова гарда беше на времето. Втората светска борба. И после една година татко ми не донесе како фамилија. Ја имам двајца браќа и сестра. И на тој начин виде дека животот може да биде добар за фамилијата во Америка и наместо да биде печалба како што беше тука на цела Југославија. Да. И тоа е. А сега, вие кај се наоѓате? Како се запознавате? Во Америка? Во Америка. Чека, во исто место сте? Во исто место во Индијана, Индијана. Средна школа, двајцата. Ја бев една година понапред Софи и ко бев 12 оделение, човекот што ми е кум денеска, Спасе Дамјановски, заедно седиме, а Софи беше помошничка на професорката. И му веле ја него, она девојчина не ме зна и мене му веле, ама таа ти ми е жена му веле, а ти ми си кум. И тој ми вели, ај немој да сонвиш, вели. Абе ја ти кажа, и вели, таа не те знае, знам му веле, ама ја ти ја запозна. И така, почнаме на игранки во црквата, ова, она, и се запознавме. Бъде на факултетот. И после заедно на факултет. Да. А вие го заприметивте? Како он што ве заприметил или не? Па го знаев кој, ама не ми беше нешто да речиш специјално. Да, ама се не се запознавме веќе. Упорен беше или? Па да. Ама знаеш, рачелите мои знае дека јас многу сум љубител на игрорна игра. Тогаш во тие години имаше пикник праe србите, грците, ние македонците и како млади девојки ние си одевме ваму таму и јас стално на орото. И ми приметиле дека е на еден пикник, јас сум застанала да зборувам со Митре, па почнало орото и јас не сум фатила на оро. И тие веќе знае дека ова е за тебе, Ево и то ви беше битно дека македонско потекло, вие се Да, во Америка, ама... Да, замислите. На тоа време мала средина беше. Имаше можда 150 фамилии македонци во црквата. Толку беа. Сега има преку 1000. На тоа време сите се знаевме. Кој имаше свадба, ти земеше ова списокот од црквата и ги канеше сите на свадба. А свадба во Америка правите или во Да, во Америка, да. А во Македонија не, пошто обично се или прават во Америка, пак во во не, Македонија, пошто далеко. Не, сите 800 души поканавме во Америка да стабеше. Интересно во секој случај, како оди понатаму патот, вие со што се занимавате? Сега јас знам од биографијата, меѓутоа се обидувам на луѓето да ја да. Со што се занимава Софи Дамјановски? Па јас ево 40 години, 43 години работав во IT, во Project Management. 20 години во фабриката National Steel во Индијана,
22-3 години за компанијата Камед што прави струја во Шикаго. И тие беа 20 години, свекрва ми да е жива, ни гледаше децата на сите, Митре работеше, јас работев и така е животот во Америка. А вие, Митре, како почнува вашиот тој работен век? Работен од 12 години ја работев во Америка. Кога стигнав, прво носев новиња од куќа до куќа. Ова како вистина како филмоно американски Точакот, пред да имав корпа на точакот, новините седени и ги фрлав куќа до куќа. И секој месец ми праќа чек. И после тоа на 14 години влегов во Макдоналдс. Ги излажив дека бев 16 годишен. И така поштав и постанав и менеджер во Макдоналдс. Газдата на Макдоналдс многу ме сакаше да остана. Некој ден ми кажеше дека ќе имам свој Макдоналдс, ама не ми беше интересно. И излегов во Макдоналдс, отидов на факултет, па работав и во железарата US Steel. После кога завршив факултет, постанав како менеджер таму, супервайзер во фабриката, ама немав интерес да седам во фабриката, пошто татко ми работеше таму и еден ден ми вели, браво бе дете, рече, ти дадов шанса да дојдеш во Америка, да добиеш добар факултет и вели, не ти треба да бидеш со школа тука во фабриката. Надвор беше може 90 степени Фаренхайт. Мене толку се оладив, што ми рече татко ми во тоа време, се велја, морам да барам друга функција. И така се запознав со добар пријател, ми стана најдобар другар со American Express фирмата. И постанав financial advisor, па после промоција добив за менеджер, district manager, division manager, then vice president, senior vice president, такви работи. И цел Midwest, ја бев главен Downtown Chicago. 25 години таму работав Downtown, а други 30 години во таа фирма. И на 50 години излегов на пензија од таа фирма. Имав 2 години on a non-compete, што не можев да освоја своја фирма. И јас сум човек од збор, нема тука дискусија. И после 2 години основавме своја финансиска фирма. Имаме околу 60 нешто вработени. И 2011-12 година ја продававме таа фирма. Меѓувреме, почнавме куќа да правиме во селото и Софи сакаше целиот мебел да биде од Америка за куќава. Во Радожда? Во Радожда, да. И му се јавив на Крсте Блажевски, што ги имаат хотел Дрим денеска. Тој имаше US International Shipping во Нью Джерси, моле Крсте вака, моле ми треба континер. Вели, Митре, јас ќе дојда во Индијана, рече, ај ти мора да разговараме, да отвориме овој транспорт бизнис. И да бидеме партнери. Ја му веле, Крсте, фала ти многу, ама еден партнер во животот оста ми е. Тоа е Софи му веле. Ако кажи ми како ти правиш пари ова, она, и на тој начин му веле и ти да бидеш бенефектор и ја. Исто така, почнаме да земеме континери од кај него, имам луѓе вработени. Јас го имав радиото Глас на Македонија во Чикаго. И дадовме реклами, ова, она, и никогаш не мисле дека овој бизнес ќе би некој бизнес што вистина ќе расти. Ама денеска имаме revenue преку $1,000,000 годишно. И тоа е, праќаме преку 150 континери само Македонија, низ цел Балкан скоро, Албанија, Косово, Црна Гора, Хрватска, имаме сега доста многу за Босна и нормално Србија. $1,000,000 е добра бројка? Задоволни сте или? Јас сум презадоволен, пошто ние можеме биме $5,000,000 годишно, ама знаеш што има лимит. И јас сакам да бидам реален со луѓево, не сакам да му земам повеќе пари нуту што треба. И сакам да ја помогам на Македонија, зашто луѓе од диаспора праќаат
коли, глисери, намештај, све то, прави куќи тука. Луѓе што се преселват од Америка за Македонија и на тој начин ја помогна Македонија на економски. Зашто секој човек што ќе прати коли тука или намештај, тоа е помош за Македонија. Зашто ти иде со полн джеб со пари. Да. Кога ќе дојдат македонци во Америка, веднаш ви звонат? Или ги прашуваат, например, идете таму, има македонци кај Митрета, звртете, сигурно ќе оние кои што прв пат доаѓаат. Претпоставам таа заедница се држи македонска. Да, се држи. Околу цркви не. Во Америка имат се, 50 и неколку цркви македонски во Америка и Канада. Па повеќе од луѓето така си се дружат во црквине, таму име деца научат македонски, имат игранки, имат други функции. Па најпека таму, ама се сите што идат си имат некои роднина, знаеш, значи имат и во Нью Джерси, имат и Канјас во Шикаго. Господи Софи, дајте ми малку фондацијата Атанас Влизнаков. Ние нешто споменавме на почетокот, тоа е една фондација која што стипендира студенти. Студенти, да. Како се случува да... Да, овој дедо ми Атанас, дедо там, ние што си го викавме, тие веќе немаја деца, татко ми го имаја приземена како дете, ама немаја своји, да речиш, деца. Тој долги години работеше во US Steel, како обичен работник, сед не беше како инспектор на железо, ама не беше нешто, да речиш, големо платен, ама тој секој ден го читаше Wall Street Journal во Америка и вестник што кажува за она, како се вика, брзата акција. Берзата, да. И тој секој ден ќе читаше онај вестник од еден крај до другиот крај. И тие парите што и правеше, тој инвестираше. Во тие години... Чекай, тој играл на берза? На берза, да, така, да, со акции. Тие, знаеш, во тие години јас мала бев, тој ми кажуваше кои компании. Тој инвестираше во International Business Machine, што беше IBM во времето, American Telephone и Telegraph, AT&T. Тие беа веќе Blue Stock, Blue Chip Stock, што се викаат најважните стакови. И доста пари си направи човекот во берзата. Колку пари направи? Па направи 3-4 милиони направи. 76 година тие веќе се преселија баба ми, дедо ми назад во Скопје, овде во Скопје. Ние се зедовме со Митре 79-та. Тие дојдоа за свадбата наша и тогаш рече сакам да формирам рече такво стипендија за деца што немаат пари додат на школа во Македонија да му помогнеме. И така со помошта од Митрета, ојдоа тие ги зедоа парите и кладоа во фонд таму во Америка. И така го направи овај фондацијата. Парите што се инвестирани во Америка никогаш не се трошат. Тие пари само седат и само растат. Таа што е каматата, таа ја трошиме за децата да им помогнеме во Македонија. Сега говориме за овие 3-4 милиони Да, сега веќе 6-7 милиони. 6-7? Да. Тоа од камати само? Од камати, да. И пак инвестират и други. Пак се инвестираат на берза се игра. Сега кој игра на берза? Па Митре знае, да. Играш на берза? Не. Слушај, цел живот тоа ми беше работа. И секоја година идевме ја и Софи тука и цела неделя ја седев со део там и му кажував кои акции да ги купи. На тој начин беше све на книжно. И денеска може све да ти каже на iPhone. Ама на тоа време, секоја акција, да му каже што треба, колку имат дивиденд се плащат од фирмите с тие работе. И на тој начин парите растеа. Целата фондација е основана во Америка. Исто има тука корен нормално со Универзитетот Кирил и Методија. И да се троши статусот на фондацијата е да се троши само тие dividends and interest, што плаштаваат фирмите. 78-9 година American Telephone and Telegraph беше како monopoly
во Америка. Нема никаква конкуренција. И таа фирма државата е предели. И делото там имаше доволно пари во таа фирма да имат како свој mutual fund. И баш бевме ја и тој заедно Чикаго на фирма. И ја како представник не може да го представа негова фирма моја, пошто имав конфликт. И ме разбираш? И мораше да биде друга фирма, ама ја му бев советник него. И друга фирма, на времето Bayesian Company, ги имаше тие пари и на тој начин тие каматата ја праќаја во да беше жив тој тука, кај него, и тој после му даваше дистрибуција на универзитетот. И на тој начин тие му даваа стипендии на студенти. Имаше на времето скоро 2000 деца што добија стипендија од таа фондација. Од 9-11 кој се бомбардира Америка, сите фирми прекина да праќаат пари надвор од Америка. И ние не знаевме. Дур 2018 година. 2018 година имавме мало кратко време да ги префрлиме париве. Иначе париве ќе беа загубени, ќе одеа во државата и не можеше да ги земиш. Тоа е ова зборувате за терористичкиот напад на кулите близнички. Да, после тоа 2018 ние од тој ден, таа година до 18 немаше никаква функција во таа фондација. Колку пари бе тоа? На тоа време беше 2 милиони и 800. Сега, од 18 година до сега, ние имаме издаено преку $1 милион за фондации и плюс имаме израстено парите преку 6,5 милиони. И нашата задача продолжи како и порано, ние инвестираме тие пари во берзата, во US. Значи играте постојано на... Да, тие пари се инвестирани во фирми што се стабилни. Не играме ние со стартапс или такви... Све, сите фирми што се AAA има на сигурно. На сигурно и зашто тоа е како велат ке нас велат да капе. Да капи, не наедно, чешмата да не се пуши наедно, да капи секој ден помалце е доволно. Па ако се пуши наеднаш може и да се удари. Да, и може да застане, да. И така, и сега со нова водителка, Билјана Ангелова е супер жена. Ја мисля дека со неја можеме да соработиме и вистина да му помогнеме на деца што му треба финансиски помош. Секој дете добива $2,500 годишно, тие деца сега се 134 што добиваат стипендии. Браво. И вчера баш му дававме награда на тие деца што имаат најдобри оцени. Имаше 13 деца што имаат 9 плюс едно дете имаше све 10. Да, неверојатно. И за нас е тоа една мотивација да ти кажа дека вистина му помагаме на деца, се трудиме од нашава страна во Америка да имаме повеќе резултати, позитивни резултати, а исто така да соработиме како што треба со универзитетот. Да. Тоа е тој хуман момент, каде што помагате на луѓето, не ги чувате парите за вас во Македонија. Предпоставам, знаете, дека вие сега ќе ве сврстат во група на милионери, така? Да. Од милиарда сме далеко. Далеко сме од милиарда. Како ви изгледа Македонија од Америка? Како ја посматрате денес? Значи, ако ги тргнеме оние... Ако сакате и политичките моменти. Не, политички не ме интересира. Мене ме интересират мислењето на луѓето. Дали во градот, дали во селата. Има една негативна енергија и немат оне позитивно мислење на младинава. А исто така луѓе што бегаат во другиве држави мисле дека таму е некоја утопија, дека таму ќе биде све, дека пари има на улици. И кога ќе дојде, например, ја во Америка може да зборам, не знам како е во другиве држави, не е лесно.
Во почеток не е лесно, дури да се снајде луѓе и постепено Така му се јавиме на Митре. да, Име он се Софија. јавјаве, он се јавјаве, но да. ја Не наслушај. се шегувам, да. Но, Да. ја никого не го одбивам. Што му треба, јас се тука ќе му поможам, пошто знам како е. А никој немој да ми каже дека е лесно во Америка во почеток. Е тешко. И ако немаш некој да ти помогне, ти мисли да се вратиш назад. И многу луѓе се враќаат назад. Сега, прашањето е Македонија. Македонија е прекрасна држава. Нема човек што се ја го пратил тука, што не се македонци, што дошле тука, имат една позитивен глед на на Македонија, дека е вистина убава држава, мала држава. Ние не сме Тајтаник, разбираш, ние сме мал брод, што можеш како било да го вртиш. Кајче едноставно. Ама треба измени, ама и треба родителите на младинава да ги научат како да работаат. Не ги учат. Тоа е најголем проблем. Тоа е најголем проблем. Ја и Софи цел живот заедно работиме и ние имаме 2 деца. Знаеш што? Децата наши работат од 15 години. 2000 година ние отворивме голема спортска сала. Каде? Во Америка. И ја работа за American Express. Софи си имаше своја фирма. Ама децава наши беа главни да ја воде таа спортска сала. Децава ќе стане во 5 од Сабајле. На 15 години. На 15 години да ја отворе салата и да среде све работниците кои ќе дојдат, да ги му дае задача и све што треба. После школа да дојде пак инспекција да направи и секоја сабота и неделја тие се менве цел ден. Од Сабајле дур навечер да се Добро, затвори. не се мали 15 години сега. Ја разбирам да создаваш работна Па не навика. се мали во Америка, Ама не се 15 мали. години- На 18 ги пуштаме војници. Аха, Се можело војници да одат да не работат? браво. Да. Сега што работат тие? Двајцата се адвокати. Ќерка ми е адвокат во Форт Уейн, Индијана, Аха. а син ми е адвокат Кајнес во Краун Поинт, Индијана. Успешни? Многу Супер успешни. успешни. Браво. Значи, имаат работа? Има а работа. Што работат? Граѓанско, кривично, тамо како се? Не, ќерка ми е главна за луѓе што се богати, што сака да се разведе со мажот и со жена. Family law, family law. Да, има некој познат што да. Во Индијана има, ама таа е тајна, никогаш не кажува Да. кој што е, да, тоа е принцип нивни. Син ми е адвокат, има своја адвокатска фирма, исто е главен адвокат на градот Краун Поинт, Индијана, и исто така за таа околија. Во Redevelopment Commission, таму што дават пари за нови згради, ова, она, тој му е главен адвокат на тоа. Аха. Ова за Керкава ми е поинтересно, по некако трачарско ми е. Да, но за многу пари станува збор, например, кога тој претпоставам развод, како кажевте, развод некој, да. што ја знам, милионери. Ако има помало од $1,000,000, таа не се распада. Мора да има повеќе од $1,000,000. Па добар бизнес. Е супер бизнес. Добар Да, и бизнес. таа е партнер во таа фирма, најстара фирма во Форт Уейн, Индијана. Зетот исто е адвокат. Исто за тоа. Не, тој е prosecutor, federal prosecutor и исто Некако да го преведам тоа. тој е на Криминалците, федерал- да. криминалците, Да. да. Тој е кривичен, значи. Кривишне, да, и тоа му е функција, е еден од најдобрите таму, да. Мајка му е потекло од село Вишни. Не е Вишни тука, Вишни во Егејска А, Македонија. ја мислам ова ваше Не. Не, мајка ми, баба ми моја, од мајка ми станате од село Аха. Вишни тука, да. А и тој е македонец, зетот или не? Да, пола. Татко му американец, мајка му македонка, да. А синот, жената или? Женот е, жена му е потекло, ита родена во Америка, потекло во село Мишлешево. Струшко. Струшко. Браво, Све е браво. поврзано. Видите, кај нас на 20 години не можеш да ги разбудиш во 12 сат да Тоа станат е па кафе проблемот, да пијат, тоа а е вие на проблемот, 15 да. години го тераш у 5 да работи, поди контрола да прави, па. Да. Тоа е, затоа прашањето е многу добро, и затоа мене ми е криво, например, во село мое, гледам деца, млади деца,
што велиш ти, не ставаме до 12 сата, скитаат цела вечер, чекаве човече. А се бара работници. Секаде во секоја фирма бара работници и немало работа. Тие деца сака некој работе што му одговара ними. А малку се измешани работиве, затоа што не сите, но има еден значаен дел на бизнисмени, на газди, ако сакате наречете, и кои што ги малтретираа работниците и сега се доведуваат во ситуација каде што, знаете, некој ќе ви каже, па чекај сега, јас за 200 евра нема да ти работам на тебе 12 сати. Сега ние малку сме во една таква фаза. Да. И оние кои што вистински сакаат да работат, а при тоа да им бидете оплатено, заминуваат надвор. И не е само тоа, ги нервира системот, нефункционалноста на системот, да одиш да изведиш матично, извод, за се мора телефон да свртиш. Тоа е една исто. Тоа се разбира, ама системот ќе е систем сегде. Негде малце поиќе, негде малце помалце, ама на никоја работа нема да оиш ти од 18 години да си директор. Апсолутно. Ние се смеевме години со татко ми работеше како што рече Митре за водата, водоводеш, и тој стално ни кажуваше како ги учеше неговите работници. И тој му вереше кога ќе дојде работник кај мене, јас му вера цела година не сакам ништо да ми кажеш. Не збор да не речиш. Кога ќе поминиш една година, седне може да ми даеш совет, вака да го направиме, така да го направиме. И она веќе значи многу во бизнесот, дека младите идет и сакаат одма да ти кажат вака да го направиш, така да го направиш. Па треба тие малце да се научат што е системот, што е работата, па сетне да му Некако сте ми двајцата и Митри и Софи како луѓе кои што ги рушат оние табуа, ако можем така да кажем, што ние ги имаме за иселениците. Ние мислиме дека вие тамо сте потресени за Одека ги бериме парите од дрвото. Тоа е едно, не дека се за Македонија, дека не знам цела да е и така натаму, а вие велите не, нас не интересира политика, ние дај да помогнеме на народот, државата. Не, тоа е битно. Знаете, кој ќе ги фатат онака и ќе кажат што сега па Митре во Америка се секира за Македонија како е. Знаете, имавме и таков еден проблем, па свативме. Да. Абе, слушај, секој човек се има своји амбиции, своји идеи. Нашето е, ние сме успешни во Америка. И сега, како можеме ние да помогнеме Македонија на некој начин? И затоа, кој основаваме Македонија 2025, заедно со Мајк Зафировски и Џан Битов, тоа беше битно на еден начин да земеме успешни луѓе од диаспорава и да формираме некоја организација што не само да школуваме деца во Америка, што носиме, или во Канада, ама да бидеме на некој начин советници на ова држава. И заправо и од една страна и од друга добри сме пречекани тука. Мајк Зафировски беше советник и на Џорџ Буш и на Барак Обама. Е сега, таков кадар, таков човек, ако овие луѓе тука не го прифате тоа, ја не знам што треба друго. Не знам што треба. Е сега, до сега сите прифатиле. Да добие некој совет што гледаме ние однадвор. Зашто, ја мисля вака, човек што живее во една куќа, иде секој ден, не се гледа кај е некој пајак во некој ќоша или ова. Ако ќе влези човек однадвор, кој ќе влези во таа куќа, одма ќе приметите. Да. Е така ние сме. Ние гледаме што е проблем во Македонија. Проблемот е дека прво школување деца. Тоа е битно. И затоа ние помагаме со нашава фондација. Друго, сакаме да ја убедиме родителите дека доста му дава на детево. Немој да го кочиш до 21 година. Дај му унапред шанса да работат. Научи го како ти што работаш, така и тие. Немој да ги држиш дома, немој баба и дедо да му дават од пензијата. Добро, ние ги разглуваме. Многу, Да. многу. И тоа е проблем.
Сега, инвестиции имат надворешни инвестиции во Македонија. И секој мисли дека ќе дојдат Митре, Мајк, Џан, кој било, ќе донесе доста инвестиции. Ние не можеме сами, пробавме. Ама тука треба да биде луѓето привлечени на некој начин. Прво, диаспората е многу јака. А таа диаспора треба да е примена со отворени раце. А ние го немаме тоа. Да. Го немаме тоа. Кога ќе пошли, например, човек ќе дојде во аеродромон. Софи нема македонски пашош. Одма ќе ми рече, Митре, зашто женати немат македонски пашош? Од кој интерес? Што има разлика? Софи дојде тука троши пари. Наместо да ми речи, добре, дојдовте, ево ти една флаша вино од Тиквеш, кај било. Добре, дојде. Тие топе, за колку пари носиш? Дај да го отвориме куферов, дај да видиме што роба носиш. Чекај бе, човече. Ја не летам повеќе во Скопје. Ево годиње. Ја ода преку Албанија. Стварно? Да, ја ода преку Албанија. Зошто? Никој не топи ти ништо. Си идеш, си земаш куферот, ме чака луѓе на врата и си одат дома. Вас ве нервираше тоа? О, Да. Да? А па требаше 20 минути да се расправаш на аеродромон, што е, кој, како, каде. Па добро, не ги кажувате на овие наши овде. му кажи. Па, му кажи. кажи. Ништо. Па не му е најважно, да. На падви на глуви и уши, тоа е. Аха. Тоа е. Се држи тамо диаспората во О, Америка? ја. Многу. Да? Многу. Например, од нашата црква имаме преку 1000 фамилии што се чланови на црквата. Има околу 1000 и нешто што не се. Ама јас сум на бордот во црквата, све помагам на секој начин. Нас не интересира дали се тие чланови од црква, не. Тие се македонци. И ние сите кои се собери таа црква имат сега на крајот август е собиров генерален собир што е секоја година ќе биде во наша црква. Ќе има 5-6 македонци кои се собере таму. Да. Чикаго, со овој транспорт бизнес што почнав ја, тоа им почнав како хаби. Сивера нешто да ме држи. Да не седам. Да не седа, не може да седа, нервоза Вие ме не сте фаши. пензионер, така или во пензија сте? Во пензија си, да. Да, ама сега за да не седите. Да не сме, плюс имаме други бизнеси, ние со сино, што не. Ама нешто да ме држи со Македонија. Аха. И тоа е тој бизнес. Не е, например, да направиме толку профит годишно. А не се обременувате со тоа Не. толку пари да Не. Мене ме интересира како може да еден човек што има интерес да носи роба за Македонија, како може ја да му помогне. Тоа ме интересира. И кога ќе стигне двокрит, луѓето да се пречекаат. Да. Вредени ваков и по дома или? Па да, Аз да. Нема да станува. Тоа е татко ми е добар пример. Стално работи нешто. Стално работи. И тоа го држи човека. Работата. Апсолутно, Да, апсолутно. Има многу работи за менување во Македонија, ова стипендиите ќе продолжат, претпоставам. Да. Така, Близнаков, колку ги доделувате преку Македонија 20-25? Колку доделувате вие тоа годишно? Годишно, почти тие зависи колку пари се прават на инвестицијата, ама излегви 40 на деца секоја година. 40 деца од цела држава. Да. Добиваат по $2500 или по колку му дадат? Да, 2500, да. Од прилика по $250 месечно му. Ам па наеднаш му и даваме. Да, годишно, ама да. јас од прилика месечно по $250, има што Да. не е малку, мислам е Да. исклучително солидна Абе, сума. Има заедно со Васко Кроневски направивме една програма што може децава да направат апликација. И тоа сега баш во мај месец, јуни месец ќе почне. И ние сите деца транспарентно ги гледаме од која фамилија, колку деца има на школа, некој има 4 деца, некој има 2 деца. Нас не интересираат од кој сектор се децава или кој град. Ама имаме сега репрезентација од цела Македонија.
и 134 деца и ги форсираме да учат, да можат другата година пак да ја добие стипендијата, пошто тие најмалу мора да имат 7 и плюс 80% од овие тестоите да ги имат исполнато. И првата година имаме 100 и нешто деца бе, 25% испаднаа. Зошто? И то мене ме мачи, зошто се велат овие деца да не добијат ова стипендија. Од која причина? Нормално, некој ти не учи ова, она, тоа е, не знам што да реча, ама главно 5% од фондацијата годишно мора да излезе. Тоа е законот на Америка, пошто е non-for-profit. И тие пари мора да ги трошиме ние. И затоа некогаш имаме 40 деца, може и 100 деца. И тие пари мора да се трошат и заедно со УКИМ и помош на НЕНА и Македонија 2025 има интервју со тие деца, Софи смешана со тоа, секое дете знаеме кое што е, ама сега ги пратиме. Сакаме да знаеме од кој ќе почне до кој ќе завршат. Да знаеме кај се тие деца и на некој начин да му помогнеме да добиет internship, да работи со фирмиве. И после кога ќе заврши факултетот го гледа за да го... Тоа е. Затоа го замоли Виктор, Живко Мукајатов, Боријан со Джонсон Мети, Виктор Мизо, сите што водат фирми тука да на некој начин да ни поможе со овие деца. Не е само зашто деца што не му треба финансиски помош, тие ќе се снајдат. Такто му е доктор, адвокат, има фирма, ама овие деца се од фамилии што се сиромашни. А оцените му се супер во средна школа. Да. И тие деца нас не треба, тој кадар ни треба. Сакате тие деца да останат во Македонија или? Па најдобро да останат во Македонија. Како да ги задржиме тука во Македонија? Па треба да ја мениме Македонија. Како? Па како? Треба да имат, да немат корупција, да имат поќе работи, не знам како национално луѓето да се поработни, да... Мрзи сме. Сме, да. Сме како држава. Ние сме помрзени. Па јас ги гледам, имаме пример тамо во Радожда, брача да една и ми вели па многу работав денеска. Ошла на работа во 2 сата, дошла во 7, таму се најаде, донесе јадење дома за фамилијата и телевизор имаше таму во работното место. И се си веле, јас возев 1 сат до Шикаго, 1 сат назад, 8 сати, 9 сати работав, кога идев дома, уште друга работа дополнителна праев, никој не ми даваше ни јадење, ни телевизор, ни... И пак не се плачев, а ова многу беше оптеретено работата. Ке не видели, господин Митри? Зашто се насмеавте така? Абе, слушај, држава од 89-та година имаше оне мислење децава дека ако не си коруптиран не можеш да успееш во Македонија. То се менува сега. И затоа нова администрација треба да му докаже дека корупцијата нема да се уништи тотално. Има и корупција и во Америка. Ама ние сме... Корупција има секаде. Секаде има корупција. Ама менталитетот на луѓето треба да се мени. Дека со работа можеш све да направиш. Ама треба да се исплатиш. Не никој на никого немој да ти дае да створиш нешто. Мора сам. И ако имаш ти, например, имаше вчера на еден панел луѓе што беа успешни своји бизнеси што водат. И сите има еден, што велиме ние, common denominator. Почнале да работе во тие фирми, фамилиарни фирми, уште мали. Ме разбираш? Како вие, на 12 години вестници сте... Да, сега, тие се добри примери.
И секој нема да своја фирма, ама кој ќе одиш да работаш за некого, биди реален дека треба да одиш да работаш. Немој да мислиш дека така ќе добиеш пари секој месец. И то почнува со учителите тука да ги учат децата уште мали, а исто така и родителите, тоа мора да го reinforcement што велиме ние. Сега некој вака кога гледа вако страна ќе рече овие мацици и се отидени тамо, не тeraат да работиме, а ние научени тука дај ни парите да well, значи, така е, кафенце да се напиеш, покрај езеро, па да го видиш, па да прошеташ малку сега, да работиш. Да, мене ќе би најмило кој ќе дојде во Скопје преку дента, на работен ден, да нема никој еден во кафичите. Тоа ќе би А пензионерите нека се. Пензионерите нека се. Ама млади, да не вида ни еден млад. Добро на пауза, може да Нема пауза, има работа. Пауза има 15-20 минути на работа, ево ти пи кафе, што сакаш, ручек, јади и пак да продолжиш да работаш. Во Америка го нема то. Во држави што се во западот го нема то. После работа ти правиш што сакаш. Шега на страна, тој што е квалитетен кадар, оној кој што работи и кој што сака да работи, ќе си го најде своето место. Така е. Сите ние, вклучително и јас, сме били изложени на притисоци, па ќе си направиш на крајот од денот, почнуваш некој нов почеток сам и така што оној кој што сака да работи има работа. Тој кој што ние го научивме народот, но тука се криви партиите. Да не работат, ќе ги натрупаме во администрација, ајде ќе ги носиме после по митинзи, ама тоа е друга тема, да не ве обременувам со политика и после се чудиме зашто бегаат луѓето, ете затоа бегаат. Пензијата баба треба да си ја троши баба, не апсолутно. Не внуците. Да, па не внуците со пензијата, некои за жал пак некои со пензијата на бабата уште го издржува семејството. Тоа е проблем. Едно имам приметено, зашто кога ќе дојдат нови емигранти од Македонија во Америка, одма се вклопват во оној живот и многу се успешни. Работаат. Не зашто работаат, маката ги прави тоа. Било каде. И во Германија, и во Швајцарија. Тоа ги прави. Други луѓе се. Да. Како ќе ја поминат границата овде, тоа е чудо едно. Се фрла ѓубре, се плука по улица, едва чекам да влезам во Македонија, ама ќе разговараме следниот пат кога ќе дојдете на тие теми. И оваа година ќе има стипендии, така господин Софи. Да, ќе има за новата учебна година. За колку вие имате бројка колку доделувате? Па не сум, зависи колку пари треба да истајме, ама прво ги земаме тие деца веќе што се влезени во програмата, што треба 4-та година да му платиме, 3-та година, 2-та година. Да, па но и веројатно и новите, новите, да. Има околу, пошто ја го водам тој систем, има околу $350,000. Вие се водите што пензионерството, водиш бизнис, водиш фондација, водиш радош да следуваш, све водиш. Ја веле вака, ако сакаш нешто да направиш, некоја, дај му на задача на човек што е зафатен. И тој ќе... Се шегува. Овие нови што доаѓа, шега беше, овие нови што доаѓаат, бидејќи рековте дека вие го водите тоа, нели сега се менуваат, некои веќе завршуваат, доаѓаат, предпоставувам нови бруцоши, тоа Госпоѓа Софи е вклучена, како рековте во тие сегменти на интервјуа. Да привршувам, нема да ве чепнам малку политички, но ова со Грција сега може би малку емотивно, особено за вас. Вие како го доживувате ова Грција, Бугарија, овие односи? Како од страна вака како гледате? Од страна... Како велите, пајажината, вие не можете да видите, ние ја видиме. Да, ќе видиме. Абе, слушај, за мене, татко ми се борил за ова држава. Во нашата фамилија имаме изгубено двајца. Јас су крстен на дедо Митре, стрико на татко ми, што загина во Втората светска борба. Ние, и ова прашање и Груевски ме праша, што мислиш, Митре, за името на времето? Ја веле, не може да бида северен. Јас су македонец. Сега, ако некој сака да го мена името моје, вреди нешто. Што ќе добија јас?
финансиски, некои услови, тие работи. Името го мена. Сега, моето е мислене сега, што доби Македонија, што го мена името? Озен што влезе во НАТО. Влезе во НАТО, окей. Па не, друго не гледам. И ние сега сме членови на НАТО и плащаме процент од GDP да бидеме членови на НАТО. Окей. Сега, политички, што значи то? Грци баш од Сабајле читав, грците се љуте, протестираа во Атина. То е то протестирање за нивни интерес, не за Македонија. Тоа е политички за ними. Не значи за Македонија ништо. Сега, со Бугарија. Кој ќе ги признат Бугарија македонците во Бугарија, и ние ќе ги признаеме. Тоа е моето мислење. И на тој начин има некој договор што треба да се потпиши. Ако ќе влеземе ние во Европа, ние како македонци мислиме дека тоа е некоја пенасија, некое... Дека пари течат, пари течат. дека односите по 2000 евро. тоа значи дека ние ќе треба да работиме уште повеќе, треба други стандард. За оние кои што сакат да работат е убаво. Да. Поголем пазар, Поголем пазар, тоа е супер. За другиви кои што мислат дека ќе зимаат. Сега, ја не сум политичар, ја го кажам моето мислење. Дали ќе биде подобро во Европа? Ако беше подобро, Енглеска ќе сееше во Европа. Нив ги прелажа, ама тие други теми се таму. Да, Не те разбирам. што се појави, но Да. живееме во страшни времиња, војни, еве ние имаме Украина, Русија, имате војни кои што се многу блиску до Македонија. Економски, како ја цените Македонија? Слабо. GDP не е кој што треба. Замисли, стандардот на животот не е подобар. Инфлација е превише, исто како што ја гледам цениве се исто како во Америка. А платите се многу ниски. И нарочно за пензионерите што земава по 200-300 евра месечно, тоа е катастрофа за нив. Да. И сега како луѓе врват секој месец, имаме на брача да ми кажат че мите не ми достасе пари до крајот месецов. А само е. Мене толку жал ми падна сега. Добро може. А ви барат пари вака? Никогаш. Никогаш. Не, никој. Не вика би треба на заем некој да Не, никој. Слушај, ако му треба пари на некого, ја ќе му помогна. Ако му треба лек, ако му треба... А на човек што е здрав, прав, не. Ја не би дал, зошто? Зашто оди работи, како што работам ја и ти можеш да работи. Ако треба ти најде работа, ќе најде работа, не е проблем. Браво. Добро, една порака за крај. За крај? До Македонија? До Македонија. Што да правиме, како да... Па да сме прво да сме горди што сме македонци. Да оставиме назад она што станало пред 80 години. Слушам луѓе на уште ги пеат тие песни, браќата грци, срби, да сме една држава. Да знаеме дека ова ни е државата, ова ќе си ја чуваме. Македонија. Каде сте македончи? Каде сте македончи? Веќе помина она пред 80 години. Некој ме праша сега во овие денови дали сте барале куќата од татко ти. 80 години помина луѓето си живе таму. Сега ќе барам куќена од татко ми па последен да. Да сме горди што сме македонци, да сме поработни. Добро, сме митре. Ја прво на политичарите му честитам дека вистина покажа она што го сакаат народот. И ми му дал една задача првите 100 дена да направите една програма што е вистина што му треба на Македонија. Прво треба да го направи патот меѓу Кичево и Охрид. Што побрзо, пошто секој идење тука
ако ќе им речи Софија, ајде дојме да ја видиме брачајата во Скопје, тремаме фашат. Затоа вие слетувате во Тирана. Затоа. И таа програма да биде вистина за корупција. Македонија, по моје мислење, нема проблем за пари. Проблемот е како може да ги собери тие пари. Тука е најголем проблем, пошто ја го гледам тоа со мојот бизнис тука во Македонија. И дека нема систем што може да има евиденција дека ја плаќам толку и толку пари за царина, кај оди таа пара? Дали оди во буџетот на Македонија? Тоа е големо прашање и нова администрација мора да го види тоа. Како за народот, ја мисля дека ќе биде подобро и да мислат по-позитивно и да не мислат партиски. Да мислат како за една заедница. Ние сме државнички. Не, јас сум од ВМРО, јас сум од СДС, јас сум од ДУИ, чекај, ние сме сите македонци. И то не држи нас. И му пожелувам све голем успех и од наша страна, од Македонија 2025, што можеме ние ќе направиме. Друг бизнес размислувате или бидејќи вие како пензионер не може да се... Достание. Достание. Доста е. Добро. Останувате во Македонија или во Скопје, па ќе одите до Радожда, претпоставам така? Да. Кога заминувате за Америка? Денеска после ручек има два состаноци и после тоа одиме Радожда. И потоа Америка. Америка, вторник заминуваме за Америка. И пак се враќате на лето? Јули и август. Јули и август сме тука. Сакаат деца да доаѓаат? Сите ќе дојдат, да. И внуциве? И внуциња, да. Тие зборуваат македонски? Ги учиме. Ги учите? Ги учиме. Сака да бидат македонци, мора да Колку знаат. години се? 9 и 7. Да. Мали си 7. Да. Драго ми е што се најдов, што поразговаравме, отворивме неколку теми, многу успех ви посакувам понатаму и со фондацијата и со бизнисот нека врави. Благодарам. Благодарам. Господин Митре и Софи Кутановски во Бизнис Муабети на Фактор МК, ви благодарам што не гледавте.